Добро вечер, почитувани гледачи. Следите емисијата Став на Телевизија Плюс. Наш вечерашен гостин е министерот без ресор, задолжен за регулативата за подобрување на инвестицијската клима за домашните предпријатија, Зоран Шапорич. Господин Шапорич, добро дојдовте во нашето студио. Еве за почеток. Благодарам, само да ги поздравам гледачите на вашата Телевизија Плюс и се разбира, секојаш ми е задоволство да сум во Куманово, доста често сум и поздрав до граѓаните, односно граѓанките на општина Куманово и на регионот каде што се гледа вашата телевизија. Еве за почеток да им објасниме на кумановчани што конкретно министер без ресор со задолжувањата кои што ги спомнавме има за задача во владата на Република Македонија. Па најпрво сакам да кажам дека владата тимски ќе работи и работи веќе тимски и се разбира ова е само базично задолжување во врска со подобрување за инвестициона клима, а преку регулатива и други мерки се разбира, не само преку регулатива, за инвестирање на домашните инвеститори, но се разбира работите се поврзани. И странските компании кои ќе дојдат во Македонија стануваат домашни, се разбира и тие имаат своји потреби, своји барања. Тоа е еден дел, а се разбира и другите делови по задача. Бев во Струга ангажиран во работната група на владата околу депонијата и се разбира и за други проекти, но ова е базично основно задолжување. Еве, кои се мерките што вие како министер и новата влада ќе ги преземете за подобрување на инвестицијската клима за домашните предпријатија конкретно? Па најпрвин, значи, она фама што поранешната власт дека ќе бидат избркани или иселени, откажани договорите со странските инвестиции, не доаѓа предвид. Значи, секој и нов странски инвеститор е добродојден. Сега се разбира, прашањето е кој под какви услови, но оние странски фирми кои што инвеститори дошле овде, кои што заклучиле договори поволни, неповолни за државата, сигурно ќе бидат заштитени. Оваа влада ќе постапува државнички, односно ќе ги признава и се разбира ќе ги исполнува сите обврски од заклучени во договорот од претходната влада, кои се однесуваат на странските инвестиции до оној период до кога се дадени. Дали е тоа за персонално данок, но се разбира ќе очекува да и странските инвеститори ги исполнуваат своите договорни обврски и сигурно дека тоа тековно ќе се следи дали тие ги исполнува за да државата ги исполни своите обврски. Се разбира, тука има неколку работи. Добар дел од тие договори има, без оглед странски инвестиции, имаше и во зоните, и во зоните, и во општинските зони, било каде. Дел од овласт беа транспарентни од критериумите, значи ослободување од царина на она стока и на материјала што се вградува во производите, од ДДВ исто така, тргување во самата зона, да речеме, или прометот во самата зона, потоа персоналниот данок и така натаму, и тие беа воглано. Потоа земјиштето на 0,01 евро дадено на 30 години со можност, со обврска 70 години, ако е заинтересиран. Тоа е оној дел што беше транспарентен. Има еден дел кој не беше транспарентен и се разбира тие се класифицирани договори, значи треба да се види, да се декласифицира, значи строго доверливи, одреден дел, и треба да се види какви се обврските во тие договори. Сега, што е намерата? Странските инвеститори сигурно дека ќе останат, дека ќе се трудиме да ги задржиме и нови да привлечеме, меѓутоа на еден транспарентен начин и под еднакви услови. Значи да си бидат сите познати, кои што сака да аплицира, да биде познати. Не за еден даваме на еден начин, на друг за друг начин, се разбира, многу ќе се форсира да се секаде каде што е можно да овие странски производни компании вградуваат што е можно повеќе делови. Односно да зимаат стока, репроматеријали, делови домашните, да го развијат од и овака и се разбира не за мене лично, секоја инвестиција не е. Овие што ги имаме не е нешто добро за економијата, бидејќи она што го имаме, да речеме, келон работа, материјалот го зимате, работат,
за една мала плата или малце поголема, односно помала од овие, но државата нели преку субвенции тоа го надокнадува и во тој случај фактички нето девизен ефект е многу минимален, кој што па државата го покрива. Имаме компании имаат, да речеме, 100 единици извоз, а 99 единици увоз. Дали е во, да речеме, 100 милиони долари, 99, така да тој ефект од милион денари фактички државата 3 пати го плаќа. Во тоа е разликата. Сега новата влада, новата реформска влада ќе работи исто така на привлекување, меѓутоа пред се оние што ќе ги ангажираат и што ќе има некоја повисок степен на додадена вредност. Бидејќи велиме лон работа е навистина, па и да, и да имате уште поголеми субвенции. Вие не можете да бидете конкурентни, да речеме, со Пакистан, со Бангладеш и така натаму. Таму е уште поевтина работна рака, се разбира дека тие компании доаѓаат за свој интерес, тоа е неспорно. Сега, да се форсираат овие странски инвестиции, како што кажа, прво да бидат транспарентни, подеднакви и да знае секоја компанија и странска и домашна, кои се тие услови. Дел се транспарентни, дел не се. И за дел од договорите. И во тој случај да видиме што значи за домашната економија, колку ќе биде ангажирана и се разбира одреден технолошки развој. Сега, кај домашните инвестиции, зборуваме исто така постепено да се вршат одредени олеснувања за да се изеднач условите. Не само законски, туку и практични услови. Да речем, имате странски, почнам обратно, странски инвеститор. Тоа доаѓа во едно министерство, да речеме, за економија. 7 сектори има. Оди потоа во животна средина, просторно планина, па во друг и така натаму. Значи, тој ако дојде, што тоа не е лошо, добро е, во едно министерство, него еден вработен ќе го обслужи и ќе му бидат завршени или незавршени работи, зависно дали ги исполнува. Но ако е се окей, за еден ден, два, ќе ги добие сите 7 согласности и финалното тоа министерство или таа институција. Домашниот инвеститор знаат, сите ако влезе во едно министерство, па 7 сектори, па води во друго и така натаму, сега сакаме тоа да го регулираме како обврска, не е мала работа, тоа треба да се сменат 300-400 прописи се, иако изгледа едноставно, да тој истиот третман го има. Збориме практичен, од практичен аспект. Сега, од инвестициите на домашните компании, пред се, ние сме мала земја. Ако немаме извоз, едноставно не можеме да преживееме. Мора да извезуваме. Маршиот пазар е мал. Значи, оние што ќе вршат извоз. Потоа, оние компании кои што ќе значат одреден технолошки прогрес или создавање на додадена вредност. Значи, да се види вака, ние зборуваме, имаме раст, немаме раст, но тој е надуван, не е реален. Тоа сите показатели, сите економисти, практичари, теоретичари го кажуваат, банкари така натаму околу овој раст и треба да се форсира, значи производи со нова додадена вредност, повисока технологија и така, или пак во одредени случаи да биде тоа стратешки производи со кои се врши замена на увоз, субституција на увозот. Значи пак да се подобри, имаме многу негативен над 2 милиарди разликата меѓу увоз и извоз и таа се зголемува. Да земеме пример со храната. Толку субвенции, а увозот на храна веќе достигна 500 и нешто милиона евра годишно, што навистина е алармантно. Покрај толку субвенции, пласма нема, гледате што се случува. Значи, она што ќе има пласма, пред се надвор, а се разбира и она што се увезува, може да биде понатаму направено и за некои производи кои што значат решавање, да речеме рециклирање и така натаму, решавање на еколошки проблеми, но и бенефит за државата. Значи, тие не секакво производство, се разбира, секое производство е добродојдено, но да биде наменски, односно да биде такво производство ќе има и домашните инвеститори ќе имаат големи, тоа е процес и ние намераваме да направиме на рамка во октомври, во 2018 ќе има средства за тоа во буџетот, мора да предвидите средства, да почне тоа да се реализира. Едноставно да се има критериуми јасни. Да нема субјективизам, одлучил овој министер, оваа влада, како што се случуваше, мора да бидеме искрени, оној премиер, вице-премиер, да се најде секој домашен инвеститор, па и за странски, каде се наоѓа, кои му се олеснувања.
и да се пресмета, се разбира, да го земе тоа во калкулација. Потоа сигурно дека Македонската банка за поддршка на развој, бидејќи гледаме дека климата не е поволна, мора да кажеме за инвестирање. Не зборуваме сигурно дека има и не некој огромен потенцијал како земја, но гледаме дека на пример банките се многу предпазливи, повеќе даваат заеми на државата туку во развој, значи со недоверба гледаат и од таа страна за еден почетен период би требало пред се да се зајакне ова банка за да одредени проекти кои што може зборувам, значи за производни инвестиции, не зборувам за оние мали ситни бизниси кои ќе само вработување и така натаму, бидејќи нашата економија ние можеме да имаме услуги и треба да ги развиваме, и туризам и сето тоа. Меѓутоа без производство немаме некоја висока технолошка перспектива. Ние мораме и технолошки да напредуваме, освен економски, а не сме земја да речеме да имаме 2 мориња или 3 мориња, па да кажеме еве само од себе ќе доаѓа, така да производството ќе дојде во прв план и се разбира сите можни искористување на домашните инвеститори. Тоа не е баш лесна работа, прво треба да се врати доверба, па да се создаде клима, па тек потоа се разбира да се направат проценки, но главната намера да биде тоа мощно и транспарентно. Да нема потреба, не знам, да бараат вие медиумите да барате, едноставно тоа да си биде достапно кој каков договор склучил и каде да биде тоа правично и еднакво за сите. Еве откако влеговте во владата, дали се направени одредени првични проценки за оправданоста на сите оние мерки и поволности кои што поранешниот владин состав ги даваше на странските инвеститори? Јас ви кажав, добар дел, значи постојат 3 нивоа. Постои договор, да речеме во царинска зона за хала, за закупнина и така натаму, или за изградба за земјиште, бидејќи добива тој доста поволности, добива значи инфраструктура, добива газ, ако има газ таму, добива струја, трафостаници, водовод, канализација, што е голема инвестиција. Потоа добива земјиште малтене бесплатно и потоа добива одредени олеснувања, значи персонален данок му го плаќа, данок корпоративен и кажав ова увоз ради извоз, по мене тоа е ослободување од царина за увоз, бидејќи повторно оди увоз, тоа е сосема нормална работа или пак во зоните тој промет, но добива еден дел кој што не е јасен, ви кажав, тие се информации класифицирани, не можеме ни сите да ги имаме посебна процедура, едноставно тајна. На затворена седница поминувале, треба да ги видиме. Но постојат индикации сериозни дека имало премногу дискрециони права и субјективизам. Значи, но исто така дека нема, треба да се следи дали ги исполнуваат тие обврски, за да добива тоа, дали има толку вработени, дали некој презел обврска толку да ангажира домашни капацитети и така натаму. Ние бевме, нема да го спомнем името, во една од такви и разговаравме повеќе владина делегација и се беше така во тој дел ни укажуваа дека нема можност многу делови од Македонија дека би сакале и така натаму, дали е така треба да се види, но еве банален пример изгледа тие безалкохолните пијалоци, водата, газираната, негазираната беа од соседна земја. Значи еден пример ти рекол имаме добувач, добро, понатаму ќе видиме да не се случи тоа. Тоа е мала, можеби, меѓутоа ако се такви компании, не знам, да трошат годишно 200-300 илјади, 500 илјади за оваа вода, што се произведува за Куманово, наместо од странство да ја взимам, или 50 нека за одреден производител, тоа не е мала сума. Така да, добро, ова е само една мала дигресија, но сакам да кажам дека целата таа работа, оправдана, неоправдана, ќе се почитува. Значи, државата застанала, дали ова влада, дали она, и ќе се испочитува под услов и овие. Оправданоста ви ја кажав, не се секаде оправдани, за овие зборам, што се некласифицирани. За класифицираните треба време да се види која е процедура, тие се фактички тајна, не можете вие туку така да не влегува, треба луѓе што ќе работат, да имаат сертификати и долга процедура. Она што е ло работа, тоа е јасно дека не е оправдано. Ние што сакаме? Технологија или трудоинтензивна? Ние сакаме политички вработување или економски вработување? Не можеме стално со политички. Не велиме дека компаниите сите
тие се разбира работат и не велиме дека не треба да имаат профит, едношто заради профит. И се знае, меѓу другото е ефтина работна рака. А релативно квалифицирана, меѓутоа и најавите се дека немаме баш доволно за одредени струки. Нормално и ситуацијата е таква во државата, например нема доволно електричари, заварувачи, машински, електроинженери и така, посебно не оние со искуство, така да не е генерално имаме доста, меѓутоа главно е побарувачката за ниско трудо, односно за трудоинтензивна дејност, не за некоја технологија. Значи најпрости да седите на линија и така, или да имате, еве, примерот со овие работи. Па нашите конфекционари вика да ни дадат третина од ова, а ние немаше да ги затвориме нашите текстилни фабрики, да речеме. Не велам дека секоја текстилна инвестиција е таква, но во главно се тоа. Еве, на кој начин ќе се стимулираат развојот на малите и микропредпријатија со оглед на тоа дека во кампањата имаше најави за субвенционирање на отворање нови бизниси на младите луѓе? Значи, ќе има субвенции за идеи, буквално, каде што државата не само предприемачот, млад предприемач посебно, ќе преземе одреден ризик, односно ќе се оценува таа идеја, да му дае потик и тоа ќе да се развива, да му дае шанса. Некој вела дека може би има во некои држави и втора шанса, не знам, бизнисот не би успел, тоа ќе се види, но во секој случај ќе има тој потик и ќе бидат средства предвидени во буџетот и се разбира да исто така да биде постапката транспарентна, да не биде оно што ќе добие грант од 10 или 12 или 8.000 евра или 5 за самовработување или за мал бизнис или за некоја идеја, да е услов да е тој продуктивен, да се оцени дека може да значи технолошки прогрес и се разбира потоа и економски, бидејќи ние имаме мал број на односно голем број на млади што одат во странство. Ние велиме дека имаме квалифицирано, меѓутоа знаете дека 40% од машински електроинженери одат надвор веднаш. Точно си знаат од прва година има 240 кредити, толку им треба, 4 години учат германски или било кој друг јазик и се подготвуваат. Значи мораме да створиме клима да отидат, па потоа да не отидат, да се вратат оние што отишле и да имаме, вие можете утре да се соочиме да имаме и екстра странска инвестиција, да нема доволно за машински инженери, но и овие другите заварувачи, добро што е проблем и во регионот, да се стимулираат такви, да, имаме случај да 98%, ако јас доаѓам се разбира до универзитет, или 99% да студираат сите. Ке се согласите, не е баш тоа добра политика, не е возможна, што ќе им правиме на толку што завршиле сигурно се една од општествени науки, од друга страна имате мањак на овие природно-технички науки и се разбира тука треба да биде согласно со ова. Но, зошто да не? Еве, можно е понатаму да се размислува, како некогаш што било. Оно што е втора година машински инженер, веднаш да добие од фирма или погодност да го вработат, да учи и да работи, да ги стимулираме на тој начин. Порано беше тоа. Во МЗТ, да речеме, и во други големи комбинати, кои се сега расцепкани, едноставно уште втора, трета година работеа, луѓето добива стипендија, едноставно или преку лето да учи и да добива бенефиции, но потоа се разбира да има обврска да остане во компанијата или државата, иначе нема да имаме кадар. Мора да можеме да развиваме, се да биде убаво, и странски, и домашни, и утре дента да нема електромашински технолози и така натаму и така натаму. Еве, Народната банка излезе со соопштение дека економскиот раст е многу мал. Се очекувале овие мерки кои што еве ги наброевте да допринесат за поголем пораст на поголем економски раст во идниот период? Сигурно, но треба исто така да се земе предвид дека точно економскиот раст, би реков, релативно според голем број експерти, да не зборам, дека е релативно вештачки, бидејќи е набилдан со овој проект Скопје 2014, гледаме се одржи 2017-18 колку стана, кој што е прескап, а не продуктивен, и одгора не квалитетен. Тоа ќе си го каже времето, но тоа што е направено, треба да ќе има прво економскиот раст да биде реален во продуктивни инвестиции, во енергетиката, бидејќи ние мораме произведуваме доволно електрична енергија. Не можеме прво
од економски интерес се разбира, и да не бидеме од стратешки, не можеме да зависиме од да ги развиваме обновливите извори, да има стимулации и тука да дојат, ако е можно, странски и домашни инвестиции во обновливите извори. Македонија има 285 дена сончеви дена, просечно зборувам, некојаш и 275, секојаш се голем е, да се развива тие потенцијали, ние да биде вложувањето во енергетиката. Од друга страна, кажав веќе дека овие лон работи само привидно создаваат дека ние имаме голем извоз, а фактички огромен, ако 99% е увозот на она што го извезете, ефектот е во таа смисла едно преструктурирање и треба да земеме предвид, ќе се покаже времето дека долговите се огромни. Не зборам за задолжување према банките, према надвор, према фирмите. Законот за трезорско работење кој што измене неколку пати се прекорачува, но има недостасани фактури. Бидејќи најчесто фирмите калкулиране не доставуваат фактури, ако достават фактури, било да е за Скопје 2014 или некој друг, ти не доставуваат фактури, бидејќи треба да го платат ДДВ и да чекаат. Значи нема точна евиденција. Да не зборуваме за судски побарувања и така натаму, треба се, но сериозна е задолженоста, а трезорот касни, но почна поврат на ДДВ. Значи беше закочен неколку месеци поврат, почна исплата на субвенциите, потоа обештетување на земјоделците и покрај тоа што е тешка состојбата, се раздвижи затоа што стеди од непродуктивните трошоци. Трошоците, не знам, режиски ги викаме вака народски, на репрезентации со ребалансот за 40% се намалени. Идната година уште повеќе, значи максимално на што што може се разбира, ќе се намали. Бо не знам, фасади, скап мебел, некој вели дека не треба мебел, сигурно дека се обновува тоа, меѓутоа не треба некој прескап мебел, прескапи лустери, не знам, и секакви работи, нешто со стилот на Луј 14, не сме ние в 14 век или 12 или 15 и не сме ни кралеви, ни цареви, нити има такво, не е монархија некој од 12 век, па да на тој начин, како пред 15 или 12 века или 8 века се расфрламе со народни пари, тие се прави на граѓаните и морам да напоменам дека, бидејќи бев и во таа влада, заедно со Радмила Шекерински и Садова Дураку, јас и Земје бевме по 2 години, Радмила Шекеринска беше цело време, таа влада, значи, до 2006 најпрвин остави 60 милиона евра во денеска на сметка и плюс 230 евра на продажбата, значи 300 милиона. Они сега викат оставивме 5, 6, 10. Да, вие може да имате 1000 денари на тековна сметка, а да имате кредит кој што ќе даде утре од милион денари. И тие 1000 денари не се ништо. Така да, тоа е само дневна состојба, така да, но и со таква состојба владата се справува, не е лесно да ја задржи ликвидноста и, како што кажав, трезорот до 2006 исплатата преку трезорот беше ден, 2, 3. Сега имате 30, 6, 90 дена доседи на све што е готово. Фактурирано, исплатено, дали е фирма, дали е граѓанин, што му должи државата, така да се надеваме дека ќе се вратиме кон оние срекни времиња кога секој оно што ќе фактурира, што му е во ред, граѓани или компанија, од државата, од јавниот сектор за 2 до 3 дена. Не само од државата, имате општини кои што се завршиле, дошло во трезорот и стои едноставно, се блокираш. Сега се убрзува, се откочува, бидејќи имавме таква состојба и јас верувам, оптимисум, се разбира, луѓето бараат и брзи решенија, не е можно све со волшебно стапче после 11 години, она што е добро било, а не е многу според мене, ќе се продолжи таа пракса од претходната, но обврските од претходната влада ќе бидат максимално почитувани. Еве да се навратиме конкретно на Куманово, претходната владеечка гарнитура за една декада од своето владење не донесе ниту една инвестиција во Куманово, голем број од младите се иселија и невработеноста тапка некако во место со тој процент. Еве, кога може да очекуваме нешто подобрување на ваквата ситуација во градот? Значи, да, економската состојба, велиме, прво, една од првите задачи, да се направи што е можно, иако
не е лесно равномерен вистински, не регионален развој. Па ова кажавте, многу си селени. Па во Скопје има сериозни процени, како во Скопската котлина живеат 800.000 граѓани. Немаме попис, вела дека сме 2, некој вика 1.600.000, 700, 800. Значи речи си половина Македонија во Скопје. Па не може ние да бидеме град, држава, што со другите региони. Зборувам Куманово, Источна Македонија, се е иселено, се е неразвиено. Од друга страна Скопје, Скопската котлина постојат сериозни студии дека може да издржи 400.000 жители, не повеќе. Сега, околу 800.000 престојат, дали се студенти, дали се преселиле трајно, времено, специјализанти, дали пак смениле лична карта, да речеме, од друг град, меѓутоа евидентно е, Скопје веќе стана град за неподнослив. Значи, интерес е, ако се гледа на Македонија и на Скопје, Куманово да биде развиено. За да се барем ублажи тоа, инаку се разбира со домашните инвестиции, ако се направи олеснување, очекуваме дека и инвеститорите од Куманово, некои веќе зборуваат, најавуваат, ќе видиме дека би вложиле нешто, ако има, меѓу нив се и двајца, еве, до сега ја што знам, најмалку инвеститори од Куманово, дека Гринфилд зборува за нова инвестиција, значи, не за постоечка, би добивала тие олеснувања, бидејќи мора да се направи државата пресек. И веќе одредени фирми, според моје сознание, 2 најавуваат некои нови инвестиции. Дај Боже да се повеќе, дај Боже дека да веруваат луѓето дека тоа ќе се стори и да го видат тоа во пракса. Затоа што сигурно ќе бидат предвидени средства, сигурно ќе има олеснувања, нема да има лажни ветувања, реално ќе биде процената, состојбата и секој ќе може да се најде каде е, колку мене ми следува тоа, ако ќе се утврдат овие сите критериуми, се разбира и буџетските потенцијали. Буџетот, кажавме во каква кондиција е. Има ребаланс, се работи на 2018 и така да поедете. Еве Куманово наскоро се очекува да добие и регионална депонија, со оглед на тоа дека во претходниот владин состав на СДСМ бевте СДСМ и коалицијата, се извинувам, бевте министер за живота средина. Каков е вашиот коментар од потребноста на една ваква депонија? Па, морам да ви кажам, значи, не да е потребно, него ептен е неопходно. Значи, 2005 година, кога бев јас министер за животна средина, се направи концепт дека се потребни 5 до 7 регионални депонии во Република Македонија и тоа беше утврдено со домашни и странски, во плански и стратешки документи е влезено. За жал, еве сега да не зборам, тоа е надлежност на општините, но претходната влада за овие 11 години, значи од крај на 2005-2006, ништо не направи да ги потикне. Бидејќи овие регионални депонии се всушност општинска надлежност и тука е потребно општините се договорат. Ова влада сериозно ќе се занимава со ова прашање, бидејќи ако не го решиме тој проблем, ние имаме 54 депонии во Република Македонија, само една не веќе пола. Четврт услови ги исполнува депонијата Дризла и таа е веќе застарена, настрана што таму влезе лош странски инвеститор, ништо не вложи, но алармантно е. Едноставно веќе сваќаме дека нашето животот и здравјето ни зависи од отпадот, од третирањето на отпадот. Овие регионални депонии владата ќе се труди да ги потикне општините, бидејќи 11 години не го направија, сега замислите за 30 дена не е колку е неуместно да ве напаѓа дека ништо не сте направиле, а има 11. Некои се во понапредна, некои подоснешна, потоа ќе има и некои можности за ИПАР фондови, меѓутоа мора да се направат овие. Нема опстанок за Македонија, како да ви кажам, исто така е важно, од една страна. Од друга страна, нашиот комунален отпад, да речеме, 99% во Македонија се депонира. Тоа во ниедна полуразвиена земја го нема, се примарна селекција, немаме ни секундарна селекција, се преработува и отпадот од проблем, голем, огромен проблем и се разбира, тука е и свеста и казните низ мерки е голем еколошки проблем, а може да се претвори во бенефит преку преработка и користење на тие негови потенцијали, но овие регионални депонии, ако пак бидат само депонии, ништо ќе се затрупаат и по некоја година, 2, 3, 5, 7 ќе стане ист проблем, иако се регионални. Но работава да имат погон за секундарна селекција на отпадот и потоа за преработка. И она што нема да се искористи да се депонира.
Тоа е суштината, не е некоја филозофија, само треба да се разбира, потребни се вложувања. Не можеме да кажеме, една таква регионална, зависи од што би имало, би коштала 30 до 35 милиона. Општините треба да се одлучат дали во регионот ќе најдат јавно-приватно концесија, се разбира многу внимателно, а не е лесно. Тука треба можеби регулативата да смени, да има поголема некоја ингеренција државата, да ги потикне, да ги стимулира, да конечно се реши тој проблем. Бидејќи еве од 2005-та не успеа општините, но владата претходно не успеа да ги стимулира, еве да не речам дека е крива, дека не преземало ништо, и ние мислиме со тоа сериозно, бидејќи тоа, ако не се реши тоа, вие можете имате 3 влади со 4 години мандат, 12, па пола време да се занимава со депонии, пак ќе се занимава, бидејќи сите се тие диви, гледаме дека отпада се палат или само палат и представуваат голем, сериозен еколошки проблем. Е така. Господин Шапорич, тука би ви се заблагодарил за вашето вечерашно гостување во емисијата Став. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс и имајте пријатна вечер. Благодарам, поздрав.